Да разговарам со Зоран Николовски од Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот е токму одбележувањето на денешниот ден, Светскиот ден на туризмот. Добро утро. Добро утро вашите гледачи, добро утро Македонија и честит празник на сите туризмолози и учесници во туристичката индустрија. Нека убав денот. Како ќе го одбележите денот? Па, свеченост одбележува на глобално ниво, една мала вовет историја, значи што 1980 година се слави 27 септември званично од страна на Светската туристичка организација. Е означен да биде ден за туризмот, односно тогаш е одбран статутот на Светската туристичка организација и од тогаш 27 септември назад 43 години под некое мото се слави туризмот во светот. Така да и ние сме пристапници на тоа. Оваа година интересно е што се работи за мото инвестиции во одржливата иднина. И тоа на три полиња, она што нас исто не засега многу и на светско, меѓутоа и во домашната јавност, тоа е значи на инвестиции во луѓето, пред се во инвестиции во развојот, во вештините, многу неопходни во туризмот, нели, инвестиции во планетата, одржливоста на планетата, земја, значи зелената економија, одржливата инфраструктура, која што сме ние можеби малку и се уште назад, и што ни е многу потребна, и на крај одржливоста во технологијата, поготово оваа денешна смарт технологија која што го допринесува многу влие во туризмот, затоа што со смарт технологијата мира, нели, оној субјективниот начин на работа во туризмот, а се повеќе објективниот, односно претражувачите онлайн од социјалните мрежи се влијателни во туризмот. Така да и ние присуствуваме на тоа, имаме една мала свеченост за доделување на признанија на добри чинители во туризмот. Така да, еве, ќе се потрудиме да има многу теми, подтеми, форуми, настани кои што ќе го бележат, се надам, денов на туризмот. Дигиталната ера ни овозможува буквално секоја точка од оваа прекрасна Македонија да може да ја представиме на странските туристи. Ако порано зборувавме дека руралниот туризам не е толку многу развиен кај нас, се воодушевувавме на регионот не толку далеко од тука, сега веќе е поинако, се менуваат погледи, се менуваат перспективите во поглед на развој на туризмот. Во поглед на, да, и во поглед на развој, во поглед на промоцијата. Значи, тоа се две точки кои што идат непоредно со туризмот. Развој значи да луѓето, државата сватат и во тие инвестиции, да инвестираш нешто во бизнисот, поготово туристичкот, а преку промоцијата да го пласираш, нели, да го дистрибуираш, што е начинот. Сега имаш многу алатки, тие смарт алатки што ги збориме, или социјалните мрежи кои што лесен начин, не ти треба некакви дополнителни финансиски средства или големи уложувања за да може да го понудиш својот производ, својата понуда некаде навор. И внатре во државата, меѓутоа и навор. И затоа можеби одат бројките нагоре и затоа можеби вашето предвидување е дека овие бројки се добри, но предвидувате и дека се поголеми и дека ќе растат во нареден период. Објавивте бројки за првите 6 месеци од 2023, за разлика од минатата година, се многу поголеми. Да, за првите 7 месеци званично имаме, значи, податоци, значи за 2 квартали неполно со сезоната, нели, која што е најзначена за туризмот во нашата држава. Тоа е постојан пораст и минатата година и оваа година и во 2021, нормално после ковид пандемијата која што 2 години страшен удар, импакт удари поготово во туристичката индустрија, замре. Да. Значи луѓето беа едноставно затворени, нели? Не сакаше да отидеше некаде и тие безстрашните не можеа да отидат поради одредени административни причини, кои што на глобално ниво и внатрешно ни се одразија, меѓутоа од 2021 нааму и на светски, и во регионов. Мислам дека регионов е дури еден од најрастечките као регион во туристичкиот промет во светот, така да и Македонија се движи. Оваа година за првите 7 месеци, порастот на туризмот е некаде околу 25% во туристичките движења, а во ноќевањата некаде околу 12%. И се надеваме дека плюс летнава се уште не е изброена на летната сезона која што е нели најголемиот хај пик или она пик сезона во туризмот, дека ќе бидат уште поголеми. А добро, и верувате дека овие бројки не се реални, верувате дека се многу поголеми, затоа што малку тука имаме проблем со статистиката. Имаме статистичкиот проблем, дефинитивно е. Што сметате дека е најголемиот проблем? Знаете како, ние не ги броиме два начина, значи во светот се бројат и посетителите. Многу држави тоа го применуваат, дека секој што дошол во држава не мора да остане само да преспие, нели, по дефиниција и по светска дефиниција, туризам е еден човек што престојувал бар едно ноќевање навор од својот дом. Меѓутоа, во светски рамки се посетителите, излетниците, па и печалбарите, ние, например, не ги броиме.
Не ги броиме затоа што нели наши државјани се, па ајде не ги броиме, но дали не се пријавува, нели тоа треба да се пријави некаде, како се пријавуваат. Да. Може би имаме статистика која што работи не на терен, него на компјутер, или па МВР треба да си го изврши тој дел. Ние бараме на така наречена платформа и се надеваме дека виднина ќе ја развиеме таа, каде што ќе бидат врзани Министерството за внатрешни работи, не знам, управата за јавни приходи, статистиката и ние, туристичкиот сектор, каде што сето тоа ќе се брои. Значи не е само во однос на бројот на туристи и ноќевање, меѓутоа каде и девизниот прилив. По кој основ доаѓа тој девизен прилив? Кои се потребите на тие туристи што дошли или излетниците? Немаме такви информации кои што се надевам дека во некој блиска иднина ќе развиеме таа платформа. А како добри познавачи на овој сектор и како можеби едни од најзначајните агенцијата за поддршка и промоција на туризам, да, има и други дополнителни фактори кои што треба да ви помогнат, ги спомнавте и министерствата, нели, треба да се вклучат. Може ли да најавиме што ќе работи Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот за нареден период, кога ни доаѓа зимската туристичка сезона? Зборуваме сега за центри кои што многу споро се развиваат. Мавра, ајде да го тргнеме на страна. Тука ни се Пелистер, тука ни се Крушево. Имаме некои кои што 365 дена како Охрид, како Струга, Паеви, Дојран, но запоставена ни е Преспа. Генерално во државата се трудиме да таа развојна политика, значи агенцијата многу ја поистоветуваат со развојната политика. Развојната политика ја креираат министерствата и Министерството за економија задолжено на секторот за туризам. Агенцијата работи на промоцијата и маркетингот и на поддршката, тоа се смисла. Но нели тој најважен? Да. Значи, колку ќе вложиш и во маркетингот, меѓутоа сепак треба да се разбереме и во маркетингот, значи дека треба реалноста глас надалеку се слуша, и така? реалноста треба да прикажеме и да на начин на алти кој што ќе се одбере. Тука агенцијата работи на многу поли, значи работиме и во социјалните медиуми, и преку саемските настапи, и преку B2B контактите и така натаму. Се ќе се потрудиме да можеме што повеќе да донесеме и туроператори и инвестиција колку што можеме, иако не е наша надлежност, и нека биде тоа предизвик за сите нас овдека, дека инвестициите не само инвестиции, кога збориме инвестиции во вложување финансиски, инвестиции значи вложување и во зелената економија и во самите луѓе внатре во себе, да инвестираш за себе, за своето образование, да биде предизвик за во наредната ина година, и после тоа да што повеќе трне и развој на туризмот. Така, денеска е убав ден, кога претпоставувам дека ќе се слушна малку повеќе вашиот глас како експерти во областа. Се надевам дека ќе допринесат токму тој глас за да се исполнат овие очекувања. Се надевам и ние и нели целата наша борба е насочена кон тоа. Благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас и до гледачите на македонската телевизија.